Пази го месецот Авив и слави ја Пасхата во чест на Господа својот Бог, зашто Господ твојот Бог во месецот Авив те изведе ноќе од Египет. Како Пасха во чест на Господа својот Бог, жртвувај од ситниот и крупниот добиток во местото што Господ ќе го избере, за да го настани во него своето име. Ништо со квас не јади со неа, туку 7 денови јади бесквасен леб на огорчение, бидејќи на брзина излезе од египетската земја, за да си спомнуваш во текот на целиот свој век за денот кога излезе од египетската земја. 7 денови нека не се гледа кај тебе квас на целото твое подрачје и ништо од месото на жртвата што ќе ја заколеш навечер не смее да остане преку ноќта до утрото. Не е дозволено да се жртвува Пасхата во која и да е град што ќе ти го даде Господ твојот Бог, туку во местото кое ќе го избере Господ твојот Бог, за да го настани таму своето име. Само таму жртвуваја Пасхата во предвечерието при зајди сонцето, зашто во тоа време излезе од Египет. Испечија и изедија на местото што ќе го избере Господ твојот Бог. Тогаш наутро сврти се и запати се кон своите шатори. 6 дни јади пресни лебови, а на 7-миот ден нека биде свечен собир во чест на Господа твојот Бог. Не работи никаква работа. Изброј 7 седмици, а тие 7 недели почни да ги броиш кога српот ќе почне да го жние класието. Тогаш празнувај го празникот седмици во чест на Господа својот Бог, принесувајќи му доброволен принос од своите раце, како што Господ твојот Бог веќе ќе те благослови. И весели се тогаш пред Господа својот Бог на местото што Господ твојот Бог ќе го избере за да го настани таму своето име. Ти, твојот син и твојата ќерка, твојот слуга и твојата слугинка, левитот кој ќе биде во твојот град, придојденикот, сиракот и вдовицата што ќе бидат кај тебе. Спомни си дека и самиот беше роб во Египет, затоа пази ги и врши ги овие одредби. Празникот Сеници, слави го 7 денови, откако ќе ги собереш плодовите од твоето губно и од својата каца. Весели се на својот празник ти, твојот син, твојата ќерка, твојот слуга, твојата слугинка, левитот, придојденикот, сиракот и вдовицата што ќе се најдат во твојот град. Празнувај во чест на Господа својот Бог 7 години на местото што ќе го избере Господ, зашто Господ твојот Бог ќе те благословува во сите твои жетви, во сите твои производи, за да бидеш весел. 3 пати во годината сите твои машки нека се појават пред Господ твојот Бог на местото што ќе го избере, на празникот бесквасен леб, на празникот седмици и на празникот Сеници, ама никој нека не доаѓа при Господа со празни раце, но секој нека принесе што може според благословот што ти го додели Господ твојот Бог. Во секој град што ќе ти го даде Господ твојот Бог постави судии и нагледувачи за своите племиња, за да управуваат праведно со народот. Не искривувај ја правдата, не биди пристрасен, не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува очите на мудрите, а ја загрозува работата на праведните. Стреми се кон самата правда за да живееш долго и за да ја земеш во сопствено земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Не поставувај ашери и од било какво дрво околу жртвеникот на Господа својот Бог, што ќе го издигнеш, и не подигај столбови, зашто Господ твојот Бог го мрази тоа. Не жртвувај му на Господа својот Бог ни вол, ни овен што би имал на себе недостаток или некакво зло, зашто тоа е гадно пред Господа твојот Бог. Ако во твојата средина, во било кој твој град што ти го дава Господ твојот Бог, се најде човек или жена да направи тоа што е зло во очите на Господа твојот Бог и да го престапи неговиот завет, па отиде да им служи на други богови и да им се поклонува нив, на сонцето, на месечината или што и да е на небеското воинство, што сум го забранил јас, и ти се јави тебе за тоа и ти тоа го чу, па испитај внимателно, и ако биде вистина, и на вистина била направена таа грозотија во Израел, тогаш тој човек или таа жена кои направија такво зло, изведи ги пред градската врата, па каменувај ги за да загинат. Осудете ги на смрт, нека бидат погубени, на изјава на 2 или 3 сведоци, на збор на еден сведок не смеат да бидат погубени. Најнапред сведоците нека кренат рака на него за да го погубат, а потоа нека ја дигне целиот народ. Така ќе го откориш злото од својата средина. Ако да биде нешто претешко, да го пресудиш, убиство, судир за правата, некаква повреда или караница во твојот град, тогаш стани и тргни кон местото што ќе го избере Господ твојот Бог. Обрни им се на свештениците, на левитите и на судиите кои ќе бидат за тоа време. Прашај ги нив, тие ќе ти пресудат, и направи онака како што ќе ти речат во местото што Господ го избра, и настојувај да направи се што тие ќе те научат тебе. Постапи според на пат свието што ќе ти го дадат и според пресудата која ќе ја донесат. Не отстапувај ни десно ни лево од пресудата што ќе ти ја кажат. Ако некој би се спротивил дрско и не би ги послушал ни свештеникот кој стои таму да му служи на Господа твојот Бог, ни судијата, тој човек нега биде погубен. Така ќе го откорнеш злото од Израел, а сиот народ кога ќе научи
ќе се бои и веќе нема да се противи дрско. Кога ќе стигнеш во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог, имено кога ќе ја земеш во сопственост и кога ќе се населиш во неа, па тогаш ќе речеш: сакам да поставам цар над себе, како што го имаат сите други народи околу мене. Тогаш ќе си го поставиш за цар оној кога ќе го избере Господ твојот Бог. Постави некого од своите браќа за цар над себе си, а не смееш да поставуваш над себе си тугинец кој не ти е брат. Само нека не држи многу коњи и нека не го праќа народот во Египет за да го зголеми бројот на коњите, зашто Господ ви рече: по овој пат никогаш повеќе не се враќајте. И нека нема многу жени за да не му тргне срцето по суета, и нека не натрупува за себе кипови сребро ни злато, а кога ќе седне на царскиот престол, нека го препише за себе на свиток овој закон од свештениците левити. Нека го држи покрај себе, нека го чита за секое време на својот живот, за да научи да се бои од Господа својот Бог, за да ги пази сите зборови на овој закон и да ги врши овие одредби, за да не се издигне со срцето на своите браќа и за да не сврти настрана од оваа заповед ни десно ни лево, за да би царувал долго тој и неговите синови во Израел. Свештениците, левити, целото левиево племе нека немаат дел во наследството со Израел. Нека живеат од жртвите палени на Господа и од неговото наследство. И така нека немаат наследство меѓу своите браќа. Господ е нивно наследство, како што и им рече: ова нека биде свештеничка награда од народот, од оние што принесуваат жртва, било тоа да се говеда или овци. На свештеникот треба да му се дадат плешките, вилиците и желудникот. Давај му и првина од своето жито, од своето вино, од своето масло и првината од волната на своите овци, зашто него го избра Господ твојот Бог од сите твои племиња, него и неговите синови, за да стојат за секогаш пред Господа твојот Бог, па да обавуваат служба и да благословуваат во името на Господа. Ако некој левит кој престојува во некој твој град, каде и да е во Израел, посака со сета своја душа да дојде во местото што го избра Господ, може да служи таму во името на Господа својот Бог, како и другите негови браќа левити кои служат таму пред Господа. Нека јаде еднаков дел како и другите, без обзир на продадениот татков имот. Кога ќе влезеш во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, не проучувај се на одвратните гнасности на оние народи. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата ќерка, кој би се бавил со гатање, чародејство, вражање и волшебништво. Никој кој би бајал, кој би повикувал духови и души на предците или кој би се обраќал на покојниците, зашто му се гади на Господа секој што прави нешто такво, заради таквите одвратности. Нив и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Биди му сосем верен на Господ својот Бог. Народите што наскоро ќе ги истереш ги слушаат вражалците и гаталците, но Господ твојот Бог не ти го дозволува тоа тебе. Господ твојот Бог ќе ти издигне од твојата средина од твоите браќа пророк каков што сум јас. Слушајте го него, сосем онака како што и молеше од Господа својот Бог на Хорив, на денот на собирот, кога велеше: не сакам веќе да го слушам гласот на Господа својот Бог, ниту сакам веќе да го гледам тој силен оган, за да не загинам. Господ ми рече на тоа: право рекоа, ќе им издигнам пророк од среде нивните браќа, каков што си ти. Ќе ги положам своите зборови во неговата уста, за да им каже се што ќе му заповедам. А ако некој не ги послуша моите зборови што ќе ги зборува пророкот во мое име, тој ќе одговара пред мене. А пророкот кој би се осмелил да зборува нешто во мое име, што јас не сум заповедал да зборува, и кој би зборувал во името на други богови, таквиот пророк нека биде погубен. Може би ќе речеш во своето срце: како ќе го препознаеме словото што Господ не го изрекол? Кога пророкот зборува во името на Господа, па тоа не биде и словото не се исполни, тогаш тоа е зборот што Господ не го кажал. Тој пророк зборуваше во дрскост, немој да се плашиш од него. Кога Господ твојот Бог ги истреби народите чија земја ти ја дава тебе, па кога ги истераш и се населиш во нивните градови и домови, во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, оддели 3 града, направи пат натаму, а тогаш подрачјето на земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, подели го на 3, така да може секој убиец да пребега таму. Ова е случај во кој убиецот може да пребега таму и да го спаси својот живот, кога некој го убие својот ближен неволно, а да не го мразел пред тоа. Пример, кога ќе отиде со својот ближен во гората да сече дрва, па замавне со секирата во раката за да го кутне дрвото, железото летнува од дршката и го погаѓа неговиот другар, па тој загинува. Таквиот убиец нека пребега во еден од тие градови и ќе го спаси животот. Инаку крвниот одмазник, гонејќи го во својот бес убиецот, кога патот би бил предолг, би можел да го стигне гонетиот и да го погуби, иако тој не заслужил смрт, бидејќи не го мразеше од порано убиениот. Затоа ти наредувам од 2-3 града, а кога Господ твојот Бог го прошири твоето
to podračje, kako što im se zakolna na tvojite tatkovci i ti ja dade celata zemlja koja im ja veti na tvojite tatkovci, i ako gi paziš i vršiš site ovije zapovedi što ti gi zapovedav denes i go ljubiš Gospoda svojot Bog i odiš po njegovite patište za sve to vreme, togaš ko novije gradovi dodaj ušte 3 grada. Taka neke se proleva nevina krv vo tvojata zemlja koja ti ja dava Gospod vo nasledstvo i neke se izvalkaš so krv. No ako nekoj ko mrazi svoj odbližen i go debne, skokne na nego i go ubije, a potoa izbega vo jedan od tije gradovi, togaš carešinite na onoj grad, neka go izvedat ubijecot i neka go predadat voracete na krvni od odmazlik za da go pogubi. Tvoje to oko neka nego sožaluva, taka vo Izrael i ke go odkorniš prolevanje to na nevina krv i ke bideš srećen. Nego premestuvaj so se dovi od megnik, so koji starite go razgraničija tvoj nedvižen imot, što ke go naslediš vo zemljata koja ke ti ja dade Gospod tvoj Bog vo nasledstvo, neka ne stanuva jedan edinstven svedok protiv čovek, nito za kakva vina i nito za kakov zlostor. Kakov i da je prekršok od presudata, neka počiva vrsi izjavata na 2 ili 3 svedoci. Ako nekoj lažen svedok stane protiv nekoga obvinuvajki go za buna, togaž 2 koji se sporat, neka stapat pred Gospoda, pred sveštenikot i pred sudijite koji će izvršat službata vo toa vreme. Sudijite neka sprovedat osnovna istraga. Ako se pokaže neka svedok je lažen i neka svedočil lažno protiv vrata si, napravite mu onaka kako što to mu izmislil na svoj brat, odkornete go zloto svojata sredina. Drugite, koga ke čujat za toa, ke se isplašat, pa veke neke prava takvo zlo vo tvojata sredina. Neka ne ti se sožaluva oko to, život za život, oko za oko, sabza za braka, zraka, noga za noga. Ako trgneš vo vojna protiv svojite neprijatelji, pa vidiš konji, koli i narod pobrojen od sebe, ne boj se od njih. Ta so tebe je Gospod tvoj Bog koji te izvede od egipetskata zemlja. Pred bojot sveštenikot neka istapi i neka mu sporuva na narodot. Neka im kaže: čuj Izraele, denes trgnuvate vo boj protiv svojite neprijatelji. Neka ne vi premaluva srce to, ne plašete se, ne bojte se, ne treperete pred njih. Pa Gospod vaš od Bog ide so vas za da se bori za vas protiv vašite neprijatelji i da vas spasi. Potom nagledovačite neka mu progovorat na narodot: ima li nekoj što izradil nova kuća, a ne se vselil vonea, neka se vrati vo svojata kuća, za da ne zagine vo bojot pa da se vseli nekoj drug vonea. Ima li nekoj što posadil lozije, a ušte nego bral, neka se vrati vo svoj dom, za da ne pogine vo bojot pa da ne mu go obere nekoj drug rodot. Ima li nekoj što se svršil, a ne se oženil, neka se vrati vo svoj dom, za da ne pogine vo bojot pa da ne mu ja odvede nekoj drug svršenicata. Vojnite načalnici neka proložat i neka mu reče na narodot: koji se boji i komu srce domu je obeshrabren, neka se vrati vo svoj dom, za da ne mu se obeshrabruva srceto na negovite braka kako nemu. Koga nagledovači neke go završat govorat na narodot, vojnite zapovednici neka zastanat načelo na narodot. Koga ke dojdeš pod nekoj grad za da se nafrliš vrst nego, najnapred ponudi mu mir. Ako ti odgovori su mir i ti gi otvori svojite vrati, si od narod što ke go najdeš vo nego, pretvori go vo podanik, neka raboti za tebe. No ako go odbije tvoj mir i zavojuva protiv tebe, opsadi go. Koga Gospod tvoj Bog ti go predade vo racete, pogubi gi su ostar meč i site njegovi maški, a ženite deca da dobitog od sve što ke bide vo gradot, si od plen zemi gi za sebe. I uživaj go plenot od svojite neprijatelji, što ti go dava Gospod tvoj Bog, taka postapuvaj so site gradovi, koji se mnogo daleko od tebe, koji nese od gradovite novije narodi od tuka. Vo gradovite na onije narodi koji Gospod tvoj Bog ti gi predava vo nasledstvo, ne ostavaj ništo o život. Tuku udrigi so kleto uništuvanje, Hedejcite i Amorejcite, Hanancite i Ferezejcite, Evejcite i Jebusejcite, kako što Gospod tvoj Bog ti naredi. Za da ne ve naučat da gi pravite site onije odvratnosti što im gi pravat na svojite bogovi, pa da ne sogrešite protiv Gospoda svoj Bog. Koga ke napadneš nekoj grad, pa treba da go opsaduvaš dolgo za da go osvojiš, ne gi uništuvaj negovite drva, zasečuvajki vo njih so sekirata. Možeš da im go jadeš plodot, a nemoj da gi sečeš, zašto polskite drva nese luđe, za da možeš da izbegaat pred tebe vo tvrdinata. Jedinstveno drvata za koji znaš da ga nese ovoški možeš da gi ništiš, niv možeš da gi sečeš i da praviš od njih spravi za opsaduvanje na gradot što je vo vojna protiv tebe, dodeka ne padne. Ako vo zemljata što ti ja dava Gospod tvoj od Bog, za da zemeš vo sopstvenost, se najde nekoj ubijen kako leži vo poljeto, a ne se znaje koji go ubil, tugoš neka otidat tvojite starešini i sudiji, neka ja izmerat od dalečenosti od ubijeniot do gradovite na okolu, taka ki utvrdat koji grad je najblizu do ubijeniot, tugoš starešinite na toj grad neka zemat junica, što ušte ne rabotela, što ušte ne vlekla pod jarem, poto a starešinite na onoj grad neka ja oteraat junicata vo nekoj nepresušljiv potok, na mesto što ne se obrabotuva
посеува и што не се сее, и таму при потокот нека ја заколат јуницата, потоа нека додат свещениците, левиевите потомци, зашто нив ги одбра Господ твојот Бог за да му служат и за да благословуваат во Господовото име, и според нивниот збор се решава секој спор и секое насилство. Потоа сите старешини од оној град, што ќе биде најблизу до убиениот, нека ги измијат рацете во потокот над закланата јуница. Потоа нека изјават: нашите раце не ја пролеаја оваа крв, ниту нашите очи видоа што и да е. Закрили го Господи својот народ Израел, што го ослободи. Не дозволувај да се пролева невина крв во твојот израелски народ. Така ќе биде заштитен од крвта, а ти ќе го отстраниш пролевањето на невина крв од својата средина, ако направиш што е право во Господовите очи. Кога ќе отидеш во војна против своите непријатели, па Господ твојот Бог ти ги предаде во твои раце, па ги заробиш. Ако забележиш меѓу плениците убава жена и се загледаш во неа, можеш да ја земеш за жена. Доведи ја во својата куќа, па нека ја избричи главата, нека ги подсечи ноктите и нека ја отфрли облеката во која беше заробена. Нека помине цел месец во твојот дом, оплакувајќи ги татка си и мајка си. Потоа можеш да ја пристапиш како маж и нека ти стане жена. Ако потоа не ти биде по волја, пушти ја каде што и е мило. Не смееш да ја продадеш за сребреници, ниту да постапуваш со неа како со робинка, зашто ти беше жена. Ако некој човек има две жени, една што му е мила, а другата што му е немила, па милата и немилата му родат синови, ама првороденецот е од онаа што не му е возлюбена. Тогаш кога ќе дојде денот да го подели својот имот меѓу своите синови, не смее да постапи кон првороденецот од возлюбената на штета на синот од немилата, кој е првенец, туку треба да го признае за првороденец синот на невозлюбената и да му даде нему двоен дел од се што има, зашто тој е првина на неговата сила. Нему му припаѓа правото на првородството. Ако некој има опак и непокорен син кој не сака да ги слуша ни таткото ни мајката, па ни тогаш откако ќе го казнат, неговиот татко и неговата мајка нека го одведат при старешините на својот град, при вратата на своето место, и нека им речат на градските старешини: овој наш син е опак и непокорен, не сака да не слуша, ништожник е и пијаница. Потоа сите луѓе негови соргајани нека го псипат со камења додека не загине, така ќе го отконеш злото од својата средина. Сиот Израел ќе го чуе тоа и ќе се бои. Ако некој направи зло што заслужува смрт, па нека биде погубен со бесење на дрво. Неговото мртво тело нека не остане на дрвото преку ноќта, туку погреби го во истиот ден. Зашто обесениот е Божјо проклетство. Така нема да ја извалкаш својата земја, што Господ твојот Бог ти ја дава во наследство. Кога ќе видиш дека скита вол или овца на твојот брат, не поминувај покрај нив, туку отерај ги при својот брат. Ако твојот брат не е близу или не го знаеш, дотерај ги во својата куќа, па нека останат кај тебе додека твојот брат не дојде по нив, тогаш врати му ги. Така прави со неговото осле и со неговата наметка и се што ќе изгуби твојот брат, а ти ќе го најдеш. Не ти е дозволено да поминуваш покрај неговото. Кога забележиш дека ослето на твојот брат или неговиот вол паднале на патот, не отстранувај се, помогни му да ги дигне. Жената не смее да става врз себе машка облека, а мажот не смее да се облекува во женски облеки. Кој го прави тоа, одвратен му е на Господ, својот Бог. Ако патем најдеш на птичјо гнездо, со птиченца или со јајца, на дрво или на земјата, а мајката лежи врз птиченцата или на јајцата, не зема ја мајката со пилињата, пушти ја мајката на слобода, а земи ги пилињата, така ќе имаш среќа и долг живот. Кога градиш нова куќа, направи ограда на покривот, за да не ја извалкаш со крв својата куќа, кога некој би паднал од неа. Не се и разни семиња во своето лозие, за да не биде изгубен целиот едногодишен приход, и плодот на семето и родот на лозието. Не впрегнувај во плуг заедно вол и осле, не облекувај се во ткаенина исткана заедно од волна и лен. Направи рези на 4 краишта на наметката со која се наметнуваш. Ако некој маж земе жена и влезе при неа, но ја замрази потоа, и припише неубавини и ја озлогласи, велејки се оженив со неа, ама кога и пристапив, не ги најдов во неа знаците на девственоста. Тогаш таткото и мајката на девојката нека го земат доказот на девственоста на девојката, па нека го изнесат пред градските старешини при вратата. Потоа таткото на девојката нека им приговори на градските старешини: на овој човек му е дадов ќерка си за жена, ама ја замрази. Затоа и припишува се што е грдо и тврди: не ги најдов во твојата ќерка белезите на девственоста, но еве ги девствените знаци на мојата ќерка, и нека ја распострат облеката пред градските старешини. Тогаш старешините на оној град нека го земат мажот и нека го казнат, затоа што расширил лош глас за една израелска девица. Нека го казнат со глоба од 100 сребреници, па нека му ги дадат на таткото на младата жена.
и таа нека му биде и натаму жена, да не може да ја отпушти додека е жив. Но ако обвинението дека не се најде дественоста во младата жена биде вистина, нека ја изведат девојката при куќината врата на незиниот татко, па луѓето на незиниот град нека ја засипуваат со камења додека не умре, зашто направила срам во Израел, предавајќи му се на блудот во татковиот дом. Така ќе го откорнеш злото од својата средина. Ако некој маж биде најден како лежи со жена мажена за друг, двата, и мажот кој лежеше со жената и самата жена нека бидат погубени. Така ќе го откорнеш злото од Израел. Ако млада девица верена за некого во градот ја сретне друг човек и легне со неја, доведете ги двата при вратата на тој град, па ги обсипувајте со камења додека не умрат. Девојката зашто не викаше помош од градот, а мажот дека ја оскверни жената на својот ближен, така ќе го откорнеш злото од својата средина. Ако маж наиде во полето на свршена девојка и легне насила со неја, тогаш нека биде погубен само тој што легнал со неја, а на девојката не и прави ништо. Нема на неја вина со која би заслужувала смрт, зашто тоа е како кога некој ќе се нафрли врз својот ближен и ќе го убие. Тој ја затекна во полето, иако свршената девојка викаше, немало никој да ја прискокне на помош. Ако маж наиде на млада девица, која не е верена, па ја грабне и легне со неја, да биде фатен на дело, тогаш мажот кој лежеше со неја, нека му даде 50 сребреници на моминиот татко, а бидејќи ја оскверни, нека ја земе за жена, да не може да ја пушти додека е жив. Нека никој не се жени со жената на својот татко и нека не ја открива татковата покривка. Нека не биде примен во Господовото собрание скопениот или кому му е пресечен половиот член, ни вонбрачно родениот нека не биде примен во Господовото собрание. Нека не бидат примени ни неговите во Господовото собрание, ни до 10-тото колено. Во Господовото собрание нека не влегува ни Амонец, ни Моавец, никој од нивните, па ни во 10-тото поколение не смее никогаш да влегува во Господовото собрание. А се заради тоа што не излегува пред вас со леп и вода кога бевте на пат, откако излеговте од Египет, и затоа што за пари го најмија Веоровиот син, Валаам од Фегор во Арам на Хараим, за да те проколне. Ама Господ твојот Бог не сакаше да го послуша Валаама, туку Господ твојот Бог го претвори проклетството во благослов, зашто Господ твојот Бог те љуби. Никогаш не ги подобрувај нивната благосостоба и нивниот имот во сите своји дни довека. Не го презирај Едомецот, зашто тој е твој брат. Не презирај го ни Египетецот, зашто беше придоденик во неговата земја. Нивните потомци можат да бидат примени во Господовото собрание во 3-тото поколение. Кога ќе тргнеш со логорот против своите непријатели, чувај се од секакво зло. Ако некој меѓу твоите стане нечист заради нокното излевање, нека излезе од логорот и нека не се враќа во него. А приквечер нека се искапе во вода, па позајди сонце може пак во логорот. Имај место надвор од живеалиштето каде ќе одиш понадвор. Со својата спрема носи и лопатче, со него кога ќе одиш понадвор, ќе ископаш дупка и после ќе ја покриеш својата нечистота. Та Господ твојот Бог оди низ средината на твојот логор, за да те штити и за да ти ги предаде твоите непријатели, затоа и твојот логор треба да биде свет. Нека Господ не забележи ништо нечисто во тебе, за да не се одврати од тебе. Не смееш да му го предадеш на Господарот робот кој пребегал при тебе. Нека престојува со тебе во твојата средина во местото што ќе го избере во еден од твоите градови, каде ќе му се допадне. Нека нема светилишна блудница меѓу израелевите ќерки и нека нема светилишен блудник содомист меѓу израелевите синови. Не донесувај во Господовиот дом ниту за каков завет блудничина плата, ниту кучешки сребреници, зашто двете му се одвратни на Господа твојот Бог. Не барај лихва од својот брат, ниту лихва за сребреници, ниту лихва за храна, ниту лихва на што и да е, каде обично се бара. Од тугинецот можеш да бараш лихви, ама не ги барај од својот брат, за да ти даде Господ твојот Бог благослов во секој потфат на твоите раце, во земјата во која одиш да ја земеш во сопственост, кога ќе му заветуваш негов завет на Господ твојот Бог, не двоуми се да го исполниш. Навистина Господ твојот Бог ќе го бара од тебе и ќе имаш грев. Ако не се заветуваш, нема да имаш грев, но исполни го она што ќе помине преку твоите усни, завет што му го обрече слободно со своите усни на Господа, својот Бог. А ако влезеш во лозието на својот сосед, слободно ти е да јадеш грозје колку што сакаш, но не смееш да ставаш во својот сад. Ако влезеш во житото на својот сосед, можеш да кинеш класие со раката, но не смееш да принесуваш срп до житото на својот ближен.
Кога некој ќе земе жена и ќе постапи со неа како маж, а потоа открие на неа нешто неубаво, па таа веќе не наоѓа милост во неговите очи, и тој и напишува разводно писмо и го дава во раката и ја истерува од својата куќа, а таа, откако ќе излезе од неговата куќа, отишла и се омажила за друг маж, па му стана замразена и на тој втор, па и тој и напишува отпусно писмо, и го дава и ја истерува од својата куќа, или ако умре тој што ја зел втор, тогаш бидејќи така се онечистила, не може пак да ја земе оној прв маж, кој ја беше отпуштил. Тоа би било одвратно пред Господа, и не смееш да ја вовлекуваш во грев земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство. Ако некој штото го се оженил, нека не оди во војската, нека не му се доделува никаква служба, туку ослободен, нека остане дома 1 година, за да ја развеселува жената што ја довел. Нека не се зема во залог мелница, ни горниот ни долниот дел, па со тоа би бил земен во залог самиот живот. Ако се најде некој да грабне некого од своите браќа израелци, па постапува со него како со роб, или ако го продаде, тој грабнувач нека биде погубен. Така ќе го откорнеш злото од својата средина. Ако се појави лепрата, внимавај да пазиш и вршиш грижливо се она што ќе ве поучат левитските свештеници. Пазете и вршете го тоа што им наредувам ним. Спомнувај си што е истори Господ твојот Бог на Маријам на патот кога излеговте од Египет, кога на својот ближен му даваш каков и да е заем, не влегувај во неговата куќа за да му земеш залог. Стој надвор, а човекот кому си му дал заем нека ти го изнесе залогот надвор. А ако е тој сиромов, не легнувај со неговиот залог. При задисонце треба да му го вратиш залогот, за да може тој да спие во својата наметка и да те благословува тебе. Тоа ќе ти биде добро дело пред Господа твојот Бог. Него онеправдувај јадниот и бедниот наемник, било да е тој твој сонародник или придоденик од некој град во твојата земја. Секој ден давај му ја заработката пред седитонце, зашто е беден и воздигнува по неа. Така не ќе извика против тебе кон Господ и не ќе согреши. Нека не се осудуваат на смрт татковците заради синовите, ниту синовите заради татковците, нека секој гине заради својот грев. Не ја извртувај правдата на придоденикот ни на сирачето и не земаја во залог облеката на вдовицата. Спомни си дека беше робје во Египет и дека оттаму ти избави Господ твојот Бог. Затоа ти налагам да ја вршиш оваа заповед, кога жниеш жито на својата нива, па заборавиш некој сноп на нивата, не се враќај по него, нека остане за придоденикот, на сирачето и на вдовицата, за да те благослови Господ твојот Бог во секој потфат на твоите раце. Кога еднаш ги исчукаш своите масники, не пребарувај веќе зад себе, нека им остане тоа на туѓинецот, на сирачето и на вдовицата. Кога ќе го обереш своето лоцие, не дособерувај го зад себе, нека им биде тоа на придоденикот, на сирачето и на вдовицата. Спомни си како беше роб во египетската земја, затоа ти заповедам да ја вршиш оваа повелба. Кога ќе стане караница меѓу луѓето и дојдат на суд за да им се суди, нека му се даде правото на оној кој е прав, а виновникот нека биде осуден. Ако кривецот заслужува да биде бичуван, судијата нека му нареди да легне и тука пред него нека му избројат онолку удари колку му следуваат според неговата вина. Можат да му се одредат до 40 удари, но не повеќе, за да не биде преголемо синилото, па да не се понижи пред тебе твојот брат, кога би му удриле повеќе удари. Не заврзувај му ја устата на волкот кога врши, кога браќата живеат заедно, па едниот од нив умре, а да немал син, жената на покојниот нека не се премажува надвор од куќата, туку нека и пристапи кон неа, нејзиниот девер и нека си ја земе за жена, па да ја изврши деверската должност. А првиот син што таа ќе го роди нека му остане по име на неговиот брат, за да не изумре неговото име во Израел. Ако меѓутоа човекот не сака да се ожени со својата снаа, тогаш неговата снаа нека дојде при вратата пред свештениците и рече: мојот девер не сака да го запази името на својот брат во Израел, не сака да ми ја исполни деверската должност. Старешините на неговиот град нека го повикаат и нека го прашаат. Ако биде упорен и рече: не сакам да се женам со неа, неговата снаа нека пристапи кон него пред очите на старешините, па нека му ја извади обувката од ногата. Нека му плукне во лицето и нека ги рече овие зборови: вака му се прави на човек кој не сака да го подигне домот на својот брат. Тој нека биде наречен во Израел дом на босиот. Ако двајца се степат, па жената на едниот тргне да го избави својот маж од рацете на оној кој го бие, и таа ја испружи својата рака и го фати оној со срамниот член, отсечи ја раката и нека не ја сочалува твоето око. Не носи двоен тек во торбата, поголем и помал. Во својата куќа пак не држи двојна ефа, поголема и помала.
Тегот нека ти е потполн и точен, и ефата нека ти е потполна и точна, за да живееш долго во земјата која ти ја дава Господ твојот Бог. Па на Господа, на твојот Бог, му е одвратен оној кој го прави тоа, кој прави неправда. Спомни си за она што ти направи Амалик, додека бевте на пат, откако излеговте од Египет, како те пречека на патот и ги истепа во твојата заедница сите немокни, кога беше уморен и истрпен, зашто не се боеше од Бога. И затоа, кога Господ твојот Бог те смири од сите твои непријатели наоколу во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, избриши го под небото споменот на Амалика, не заборавај. Кога ќе стигнеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, кога ќе ја земеш во сопственост и кога ќе се населиш во неа, земи малку првини од секој плод што ќе го добиваш од земјата која Господ твојот Бог ти ја дава, стави ги во кошница, отиди во местото што Господ твојот Бог ќе го избере за да го настани во него своето име. Пристапи му на свештеникот кој тогаш ќе ја врши службата и речи му: признавам денес пред Господ својот Бог дека стигнав во земјата за која Господ им се заколна на нашите татковци дека ќе ни ја даде. Потоа свештеникот нека ја земе кошницата од твојата рака и ќе ја положи пред жртвеникот на Господа твојот Бог. Тогаш ти продолжи и кажи пред Господа својот Бог: мојот татко беше арамејски скитник кој со малку деца стигна во Египет за да се засолне, ама таму стана голем, многоброен и силен народ. Египетците постапуваа со нас лошо, не угнетуваа и ни наметнаа тешко робство. Извикнувавме кон Господа, кон Бога на нашите татковци. Господ го чу нашиот извик, ги виде нашиот јад, нашата неволја и нашата мака. Господ не изведе од Египет со силна рака и со испружена мишка, со голем страв, со знаци и со чудеса, и не доведе на ова место и ни ја даде оваа земја во која течат мед и млеко. И ете сега ги донесувам најпрвите плодови од почвата што си ми ја дал, Господи. Стави ги пред Господа својот Бог и укажи му почитување. А тогаш заедно со левитот и со природеникот кој ќе биде кај тебе, уживај ги сите добра со кои Господ твојот Бог те обсипа тебе и твојот дом. А кога во третата година, годината на десетоците, го завршив одделувањето на сите десетоци од своите приходи и им ги дадеш на левитот, на природеникот, на сирачето и на вдовицата по твоите градови за да јадат донаситка. Тогаш пред Господ својот Бог изјави: од дома го отстранив она што беше посветено. Им дадов уште и на левитот, на природеникот, на сирачето и на вдовицата според сите твои заповеди што си ми ги дал. Не прекршив и не заборавив ние на твоја заповед. Ништо не јадев од тоа при жалост, ништо не жртвував од тоа во нечистота, ниту му дадов нешто од тоа на мртовецот. Го слушав гласот на Господа својот Бог, во се направив како што ми нареди. Погледај од небесата од своето свето живеалиште и благослови го својот израелски народ и земјата која ни ја даде, земјата во која течат мед и млеко, како што им се заколна на нашите татковци. Господ твојот Бог ти заповеда денес да ги вршиш овие закони и одредби, пази ги и така и исполнувај ги со сето свое срце и со сета своја душа. Денес се договори со Господа дека тој ќе ти биде Бог, а ти дека ќе одиш по неговите патишта, дека ќе ги пазиш неговите закони, неговите заповеди и неговите одредби и дека ќе го слушаш неговиот глас. Денес Господ се договори со тебе дека ти ќе бидеш негов народ, неговата премила собственост, како што ти ветил, и дека ќе ги пазиш сите негови заповеди. Тој ќе те возвиши со чест, со име и со слава над сите народи што ги создал, и ти ќе бидеш народ посветен на Господа својот Бог, како што ти рече. Потоа Мојсей и израелските старешини му наложија на народот: вршете ги сите заповеди што ви ги наредувам денес, во оној ден кога ќе преминете преку Јордан во земјата што ќе дава Господ твојот Бог. Подигни си големи камења, варосај ги со вар и напиши ги врнив сите зборови на овој закон во мигот кога ќе влегуваш во земјата што ќе дава Господ твојот Бог, во земјата во која течат мед и млеко, како што им рече Господ Бог на твоите татковци. И така кога ќе поминеш преку Јордан, тогаш тоа камење, како што ти заповедав денес, подигни го на гората Евал и варосај го со вар. Таму изгради му жртвеник на Господа својот Бог, жртвеник од камења, врз кои не си спуштил железо. Жртвеникот на Господа својот Бог изгради го од неделкани камења, на него принесувај му паленица на Господ својот Бог. Принесувај и помирителни жртви и јади ги таму, радувајќи се пред Господа својот Бог. Напиши ги на тие камења сите зборови на овој закон, врежи ги добро.
Потоа Мојсей и левитските свештеници му рекоа на сиот Израел: внимавај Израеле и слушај, денес стана народ на Господа својот Бог, затоа слушај го гласот на Господа својот Бог и извршувај ги неговите заповеди и неговите закони, што ти ги заповедам денес. Во оној ден Мојсей му нареди на народот: кога ќе поминете преку Јордан, овие племиња Симеон, Леви, Јуда, Исахар, Јосиф и Венијамин нека застанат на гората Гаризим, за да го благословуваат народот, а овие Рувим, Гад, Асир, Забулон, Дан и Нефталим нека застанат на гората Евал, за да проголнуваат. Тогаш левитите нека го преземат зборот и нека им речат со силен глас на сите израелци: проклет да биде кој ќе направи лејан или делган лик нас на работа пред Господ, дело на ракотворец, па иако го стави на скришно место и сиот народ нека одговори амин. Проклет да биде кој ќе навредува татка си и мајка си, и сиот народ да рече амин. Проклет да биде кој ќе го помести мегникот на соседот, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе го заведе слепецот од патот, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој би им ја извртел правдата на природеникот, сирачето или вдовицата, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе легне со жената на својот татко, зашто ја откри покривката на татка си, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе легне со какво и да е животно, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе легне со својата сестра, било да е таа ќерка на неговиот татко или ќерка на неговата мајка, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе легне со својата тешта, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе го убие потајно својот ближен, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој ќе прими подкуп за да му донесе смрт на невиниот, и сиот народ нека рече амин. Проклет да биде кој не ќе ги пази зборовите на овој закон да ги врши, и сиот народ нека рече амин. Ако навистина го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги и вршејќи ги сите негови заповеди што ти ги наредувам денес, Господ твојот Бог ќе те возвиши над сите народи на земјата. Сите овие благослови ќе слезат над тебе и ќе те стигнат ако го слушаш гласот на Господа својот Бог. Благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето, благословен ќе биде плодот на твојата утроба, родот на твојата земја, плодот на твојот добиток, рожбите на твоите говеда и твоите стада. Благословен ќе биде твојот кош и твоите нокви. Благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш. Твоите непријатели ќе се кренат против тебе, Господ ќе ги положи пред тебе поразени. По еден пат ќе излезат против тебе, а по 7 патишта ќе се разбегаат пред тебе. Господ ќе нареди благословот да биде во тебе, во твоите житници и во секој потфат на твојата рака, и ќе те благословуваат во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе направи од тебе народ посветен на себе си, како што ти се заколна. Ако ги пазиш заповедите на Господ својот Бог и ако одиш по неговите патишта, сите народи на земјата ќе видат дека се наречуваш со Господовото име, па ќе стравуваат од тебе. Господ ќе те опсипе со изобилни блага, со пород на твојата утроба, со прирас на твојот добиток и со родот на твојата почва во земјата за која Господ им се заколна на твоите татковци дека ќе ти ја даде. Господ ќе ти отвори својата богата ризница, небото, за да дава дожд во твојата земја во право време и да го благослови секој потфат на твоите раце. Ќе им даваш на заем на многу народи, а самиот нема да земаш заем. Господ ќе те држи начело, а не на задното место. Секогаш ќе бидеш на врвот, никогаш на дното, ако ги слушаш заповедите на Господа својот Бог, што ти ги наредувам денес, за да ги држиш и вршиш. Немој да отстапуваш ниту од еден збор што ви го наложувам денес, ни десно ни лево, одејќи по други богови и искажувајќи им почитување. Но ако не го слушаш гласот на Господа својот Бог, не пазејќи и не извршувајќи ги неговите заповеди и сите негови закони што ти ги наредувам денес, сите овие проклетства ќе дојдат врз тебе и ќе те стигнат. Проклет ќе бидеш во градот, проклет во полето, проклет ќе биде твојот кош и твоите нокви, проклет ќе биде плодот на твојата утроба и родот на твојата земја, младите на твоите говеда и прирастот на твоите стада. Проклет ќе бидеш кога ќе влегуваш, проклет кога ќе излегуваш. Господ ќе пушти на тебе проклетство, забуна и клетва во секонд што ќе ја испружиш својата рака за да направиш, се додека не бидеш сотрен и не пропаднеш брзо заради злото на своите дела. Со кој ме напушти, Господ ќе го испрати поморот врз тебе додека те снема од земјата во која одиш, за да ја завладееш. Господ ќе те удри со истоштеност, со треска, со воспаление, со жега и со суша, со сувиот ветер и со гламница. Тоа ќе те гони додека те снема.
Небесата на твојата глава ќе станат бронза, а почвата по твоите нозе ќе стане железна. Место дожд, Господ ќе и даде на твојата земја пепел, и од небото ќе паѓа прав, ќе паѓа на тебе додека не бидеш истребен. Господ ќе те направи да бидеш поразен пред твоите непријатели. По еден пат ќе излегуваш против нив, а по 7 патишта ќе бегаш пред нив. Ќе станеш страшило за сите земни царства, и твоето мртво тело ќе им стане храна на сите небесни птици и на сите земни зверови. Не ќе има никој за да ги плаши. Господ ќе те удри со египетски приштови, со чиреви, со красти и со јадеж, од кои не ќе можеш да се исцелиш. Господ ќе те удри со беснило, со слепота и со лудило. Насред белден ќе талкаш како што талка слепиот во мрак. Не ќе имаш успеси во своите потфати, во сето време ќе бидеш притискан и ограбуван, а не ќе има некој за да те спаси. Ќе се ожениш за жена, но друг ќе ја има. Ќе изградиш куќа, но не ќе живееш во неа. Ќе засадуваш лозие, но нема да го береш. Ќе го закола твојот вол пред твои очи, но ти нема да јадеш од него. Ќе ти го одземат твоето осле пред тебе, но нема да ти го вратат. Ќе му го предаваат твоето стадо на твоите непријатели, а не ќе има никој за да ти дојде на помош. Твоите синови и твоите ќерки ќе му бидат предадени на друг народ. Твоите очи ќе солзат секој ден, но твојата рака не ќе може ништо. Народ што ти не го познаваш ќе го јаде плодот на твојата земја и сета твоја маха, додека ти ќе бидеш во сето време притискуван и газен. Ќе полудиш од гледките што ќе ти гледаат твоите очи. Господ ќе те удри со лути приштови по колениците и по бедрата, од стапалата на твоите нозе до темето на твојата глава, од кои не ќе можеш да се излекуваш. Господ ќе ве одведе и тебе и твојот цар, кога ќе го поставиш над себе си, меѓу народ непознат и тебе и на твоите очи, па таму ќе им служиш на други богови, дрвени и камени, ќе им бидеш за чудење, за пословица и за подсмев на сите народи меѓу кои ќе те одведе Господ. Многу семе ќе фрлаш во полето, ама малку ќе жнееш, зашто родот ќе го оголат скакулците. Ќе посадиш лозие и ќе го обработуваш, но вино нема да пиеш, ниту ќе собереш нешто, зашто црв ќе ги јаде. Ќе имаш маслинки на целото свое подрачје, но нема да се намачкаш со масло, зашто маслинките ќе ти паѓаат. Ќе раѓаш синови и ќерки, но нема да бидат твои, зашто ќе одат во робство. Сите твои дрва и родот на твојата земја ќе станат плен на бубачките. Природеникот кој ќе биде во твоја средина ќе се возине над тебе, а ти ќе паѓаш се пониско и пониско. Тој ќе ти дава на заем, а не ти нему. Тој ќе биде глава, а ти опашка. Сите овие проклетства ќе те најдат, ќе те гонат и ќе те достигнат, додека не те уништат, зашто не го слушаше гласот на Господа својот Бог, ниту ги пазеше неговите заповеди и закони што ти ги даде. Тие ќе ви служат за чудесен знак тебе и на твоето потомство да секогаш, бидејќи не сакаш да му служиш на Бога својот Бог со весело и радосно срце заради изобилството на се, ќе му служиш на својот непријател, кога Господ ќе го испрати против тебе во глад, во жет, во голота и во секаква скудност. На твојот врат ќе навали јарем од железо, така што ќе те измачува. Господ ќе доведе од далечина, од крајот на земјата против тебе народ што ќе слета како орел. Тој ќе биде народ чиј јазик не ќе го разбираш, бездушен народ кој не ќе пројавува обзир кон старите, ниту ќе се смилува кон младите. Тој ќе ти ги јаде младите од твојот добиток и плодот на твојата земја додека не те уништи. Не ќе ти остава ни жито, ни вино, ни масло, ни теле од крава, ни прирас од стадата додека не те упропасти. Ќе те обсадува во сите твои градови ширум низ земјата додека не ги разурне високите и утврдените ѕидови на кои што си се надевал. Ќе те обсадат во сите твои градови ширум низ земјата што ти ја даде Господ твојот Бог. Во притиснувањето и во јадот со кои ќе те притисне твојот непријател, ќе го јадеш плодот на твојата утроба, месото на своите синови и своите ќерки што ќе ти го даде Господ твојот Бог. Човекот најнежниот и најмекиот сред тебе ќе гледа со злобно око на својот брат, на жената на својата преградка и на своите деца што му останаа, не сакајќи ниту со еден од нив да го дели месото на своите синови што ќе го јаде. Зашто заради притеснувањето и јадот со кој твојот непријател ќе те притиска по сите твои градови, друго не ќе му останува. И жената е најнежна и најмека што ќе биде сред тебе, толку нежна и воздржана што не се осмелува да ги слуша стапалата на земја. Ке гледа со злобно око на мажот во својата преградка и на својот син и на својата ќерка и на својата постелка што ќе ја излезе меѓу нозете и на децата што ќе треба да ги роди, зашто ќе ги изеде скришно, скудна во се, заради неволјата и јадот со кој ќе те притисне твојот непријател по сите твои градови. Ако не ги пазиш и не ги вршиш зборовите на овој закон што се напишани во оваа книга, не почитувајќи го ова словно и страшно име Господ својот Бог, Господ ќе ве шибне тешко.
тебе и твоето потомство со големи и долготрajни бичеви, со погубувачки и долги болести, ќе ги пушти на тебе сите египетски зла од кои се плашеше и тие ќе се прилепат до тебе, а и секоја друга болест и бич кои не се навидени во книжниот свиток на овој закон, Господ ќе ги пушта на тебе додека не те уништи. Ќе останете само малку од вас што бевте многобројни како небеските ѕвезди, а се заради тоа што не го слушаше гласот на Господа својот Бог. Како што се радуваше Господ со вас правејќи ве срекни и множејќи ве, така Господ ќе се радува да ве истреби и погуби, за да се откорнете од земјата во која одите, за да ја земете во собственост. Господ ќе ве расфрли по сите народи од крајот до крајот на земјата. Таму ќе им служиш на други богови, дрвени и камени, кои ви беа непознати и тебе и на твоите татковци. Но нема да имаш мир меѓу тие народи, ниту твоите стапала ќе имаат почивалиште. Туку таму Господ ќе ти дава возбудено срце, пропаднати очи, изнемоштена душа. Твојот живот ќе виси на нишка, ќе се боиш и дење и ноќе, и не ќе бидеш безбеден за својот живот од стравот што ќе ти го стега срцето и од гледката што ќе гледаат твоите очи. Наутро ќе зборуваш, ох да е веќе вечер, а навечер ќе зборуваш, ох да е веќе утро. Господ ќе те одведе со кораби назад во Египет, по патот за кој ти реков дека не смееш веќе да го видиш. Таму вие самите ќе им се продавате на вашите непријатели за робови и робинки, но не ќе има купувачи. Тоа се зборовите на заветот што Господ му го пропиша на Мојсеј, за да го склучи со израелците во Моавската земја. Освен заветот што го склучи со нив на Хорив, Мојсеј го свика сиот Израел па им рече: видовте пред своји очи се што им стори Господ во египетската земја на фараонот, на сите негови службеници и на целата негова земја. Големите искушенија што ги видоа твоите очи, силните знаци и чудеса, ама Господ не ви даде до денес разум за да сватите, очи за да гледате, ни уши за да слушате. Ве водев низ пустината 40 години, облеката на вас не се искина, ниту обувките на вашите нозе се скинаа. Леп не јадовте, вино ни друг опоен пиелак не пиевте, за да бисте знаеле дека јас сум Господ ваш Бог. Кога стигнавте на ова место, Сихон, царот Есевонски и Јог, царот Васански, излегува пред нас на бој, ама ги поразивме. Ја зазедовме нивната земја, па им ја дадовме во наследство на Рувимовците, Гадовците и на половината од Манасиевото племе. Пазете ги и вршете ги зборовите на овој завет, за да успевате во се што ќе преземете. Денес сите стоите пред Господот својот Бог, вашите племенски главатари, вашите старешини и вашите нагледувачи, сите израелеви мажи, вашите деца, вашите жени и природеникот кој е во твојот логор, од оној кој ти сече дрва до оној кој ти носи вода. За да стапите во завет со Господ својот Бог, во завет потврден со заклетва што Господ твојот Бог го склучува денес со тебе, за да направи денес од тебе свој народ и тој да ти биде Бог како што ти рече и како што им се закола на твоите татковци на Аврам, Исак и Јаков, и не го склучувам денес овој завет со заклетва само со вас, туку и со секој кој стои денес тука со нас пред Господа нашиот Бог и со секој кој не е денес тука со нас. Самите знаете како престојувавме во египетската земја и како поминавме среде народите низ кои требаше да пропатуваме. Ги видовме нивните расипаности, нивните идоли од дрво и камен, од сребро и злато што ги имаа. Нека нема меѓу вас маж ни жена, род ни племе, чие срце би се одвратило од Господа нашиот Бог, па да оди и да ми служи на боговите на оние народи. Нека нема меѓу вас корен што ќе раѓа отров и пелин. Нека никој откако ќе ги чуе зборовите нова проклетство не се надева на благослов, велики во своето срце без оглед на тоа ќе бидам среќен дека ќе можам да одам според жестокоста на моето срце. Тоа би го погубило ситиот заедно со гладниот, на таквиот Господ никогаш нема да му прости. Туку Господовиот гнев и јарост ќе се излеат врз тој човек, така што секое проклетство запишано во таа книга ќе падне на него, па Господ ќе го избрише неговото име под небото. Според сите проклетства на заветов, запишани во книжниот свиток на овој закон, Господ ќе го отстрани за негова пропаст од сите израелски племиња, идното поколение, вашите синови по вас и странците кои ќе дојдат од далечни земји, кога ќе ги видат лошотиите на оваа земја и болестите што Господ ќе ги пушти на неа, ќе речат сета негова земја е само сулфур и сол, ниту се сее нешто, ниту никнува нешто, никаква тревка не расте на неа. Еднаква е на разурнатиот Содом и Гомор, Адма и Себоим, што Господ ги разурна во својата лутина и гнев. И сите народи ќе се прашуваат, зошто Господ ја направи вака на оваа земја? Каква ли беше жестокоста на тој силен гнев? Тогаш ќе им се рече, зашто го ставија заветот што Господ Бог на нивните татковци го склучи
случи со нив кога ги изведе од египетската земја и бидејќи отидоа да им служат на други богови и да им се клањаат ним, на боговите кои не ги познаваа и кои тој не им ги одреди. Затоа Господовиот гнев се излија на оваа земја и на неа падна сето проклетство запишано во овој книжен свиток. Господ ги откорна нивната земја во лутина, во расрденост и во голем гнев, па ги фрли во друга земја. Така и денес, што е скриено му прибега на Господ нашиот Бог, а објавата нам и на нашите синови за секогаш, за да ги вршиме зборовите на овој закон. Кога сите овие зборови и благословот и проклетството што денес ги ставам пред тебе те снајдат, а ти ги земеш при срце среде сите народи меѓу кои Господ твојот Бог ќе те протера и се обрнеш кон Господа својот Бог и го послушаш и ти и твоите синови неговиот глас од сето свое срце и од сета своја душа во се што денес ти наредив, тогаш Господ твојот Бог ќе ги врати твоите заробеници, ќе те смилува на тебе и пак ќе те собере од сите народи меѓу кои ти протерал Господ твојот Бог. И до крајот на небесата, ако бидеш отфрлен, Господ твојот Бог ќе те собере од таму и ќе те земе од таму. Господ твојот Бог ќе те доведе во земјата која има во сопственост твоите татковци, за да ја завладееш ти. Ќе те направам посреќен и поброен од твоите татковци. Господ твојот Бог ќе го обрежи твоето срце, срцето на твоето потомство, така што ќе го љубиш Господа својот Бог од сето свое срце и од сета твоја душа, па да живееш. Господ твојот Бог ќе ги наведе сите овие проклетства на твоите непријатели, на твоите мразители, кои те гонеа, а ти наново ќе го слушаш Господовиот глас и ќе ги вршиш сите негови заповеди што денес ти ги давам. Господ твојот Бог ќе те наградува изобилно во секој потфат на твоите раце, во плодот на твојата утроба, во плодот на твојот добиток и во родот на твојата плодна почва, зашто Господ ќе се радува пак на твоето добро, како што се радуваше на доброто на твоите татковци. Кога ги послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи неговите заповеди и неговите наредби запишани во книжен свиток на овој закон, односно кога ќе му се обрнеш на Господа својот Бог со сето своје срце и со своја душа, оваа заповед што ќе давам денес не е длабока за тебе, ниту е предалеку од тебе. Не е на небесата за да би рекол кој ќе се искачи за нас на небесата, па да ни ја објави за да ја вршиме. Не е ни преку море за да би можел да речеш кој ќе тргне за нас преку море за да ни ја донесе и да ни ја објави па да ја вршиме. Зашто заповедта е сосем близу до тебе, во твојата усна и во твоето срце, за да извршуваш. Гледај, денес ставам пред тебе живот и среќа, смрт и несреќа, ако ги послушаш заповедите на Господ својот Бог, кои ти ги давам денес, ако ги послушаш љубејќи го Господа својот Бог, одејќи по неговите патишта, вршејќи ги неговите заповеди, неговите закони и неговите уредби, ќе живееш и Господ твојот Бог ќе те размножи и ќе те благослови во земјата во која влегуваш за да ја земеш во сопственост. Ама ако твоето срце се одврати и не слушаш, туку тргнеш по заблуда и се клањаш на други богови и ним им служиш, јас ви изјавувам денес дека на вистина ќе пропаднете. Не ќе живеете долго на земјата во која откако ќе поминете преку Јордан, ќе влезете за да ја земете во сопственост. Ги земам денес за сведоци против вас небото и земјата дека пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство и така избери го животот, љубејќи го Господа својот Бог, за да живееш ти и твоето потомство, па тој е твојот живот, твојот долг век, за да можеш да престојуваш мирно во земјата за која Господ им се заколна на твоите татковци Авраам, Исак и Јаков дека ќе им ја даде. Мојсей дојде да му ги упати овие зборови на целиот Израел. Мене ми се денес 120 години, им рече. Не можам веќе да влегувам и да излегувам, а Господ ми рече, не ќе поминеш преку овој Јордан. Самиот Господ, твојот Бог, ќе помине пред тебе. Тој ќе ги порази пред тебе оние народи, за да ги истерате од земјата. Исус ќе врви пред тебе, како што рече Господ. Господ ќе постапи со нив како што постапи со Сион и Ог, аморејски цареви, и со нивната земја кога ги уништи. Господ ќе ги положи пред вас, а вие ќе постапувате со нив според сите наредби што ви ги дадов. Охрабрете се и бидете одлучни, не бојте се и не плашете се од нив, та самиот Господ твојот Бог доаѓа со тебе, не ќе те напушти, ниту ќе те остави. Тогаш Мојсей го повика Исуса, па му рече пред сиот Израел: охрабри се и биди одлучен, зашто ти ќе одиш со овој народ во земјата за која Господ им се заколна на нивните татковци дека ќе им ја даде. Ти ќе им ја разделиш во наследство. Самиот Господ врви пред тебе, тој ќе биде со тебе, не ќе те напушти, ниту ќе те остави. Не бој се и не трепери. Мојсей го напише овој закон и им го предаде на свештениците, Левиевите синови, кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, и на сите израелски старешини. Мојсей
Мојсей им нареди во секоја 7 година, година прошка, на празникот на шаторите, кога сиот Израел ќе дојде да го види лицето на Господа твојот Бог на местото што тој ќе го избере, прочитај го овој закон во присуство на целиот Израел. Собери го народот, луѓето, жените, децата и природеникот кој ќе биде во твоите градови, за да чујат и за да се бојат од Господа вашиот Бог, па да ги пазат и да ги вршат сите зборови на овој закон. Нивните синови кои уште не го знаат тоа, ќе чујат и ќе се научат да се бојат од Господа вашиот Бог за сето време додека ќе живеете во земјата што ќе земете во собственост, откога ќе поминете преку Јордан. Господ му рече на Мојсей: еве, наближува времето на твојата смрт, викни го Исуса и најдете се во шаторот на средбата, за да му дадам заповеди. Мојсей и Исус дојдоа во шаторот на средбата. Господ се покажа во столб од облак во шаторот. Облачниот столб стоеше на влезот во шаторот. Господ му рече на Мојсей: еве, наскоро ќе починеш со своите татковци, а овој народ ќе стане да прави блуд, одејќи по туги богови на оваа земја во која ќе влезе скоро, ќе ме напушти мене и ќе го прекрши мојот завет што го склучив со нив. И тогаш мојот гнев ќе се излее на него, тогаш ќе ги оставам и ќе го скријам своето лице од нив, за да бидат голтани. Ќе ги снајдат многу зла и неволи и тогаш ќе речат: зар не ме наоѓаат овие неволи заради тоа што мојот Бог не е во мојата средина? А јас ќе го скријам сосем своето лице во тој ден заради сето зло што ќе го прават, завртувајќи се кон други богови. Напишете си ја сега оваа песна. Израелците нека ја научат, стави ја во нивната уста, за да ми биде оваа песна сведок против израелевите синови, кога ќе ги доведам во земјата во која течат мед и млеко и за која им се заколнав на нивните татковци, и кога ќе се најадат, кога ќе се наситат, кога ќе се згојат. Тие ќе се завртат кон други богови и ним ќе им служат, мене ќе ме презрат и ќе го прекршат мојот завет. А кога ќе ги најдат многу нестреки и неволи, оваа песна, зашто нивното потомство никогаш нема да заборави, ќе даде сведоштво против нив, зашто јас ги знам нивните мисли и што смислуваат веќе денес пред да ги воведам во земјата што им ја ветив со заклетва. Во тој ден Мојсей ја напиша оваа песна и ги научи израелците на песната. Му наложи на навиновиот син Исус: охрабри се и биди одлучен, зашто ти ќе ги воведеш израелевите синови во земјата за која им се заколнав, и јас ќе бидам со тебе. Кога Мојсей ги напиша зборовите на овој закон во книжен свиток, тогаш им нареди на левитите кои го носеа ковчегот на Господовиот завет: земете го книжниот свиток на овој закон и положете го во ковчегот на Господовиот завет, таму нека биде сведок против тебе. Та јас ги знам твојата бунтовност и твојот корав врат. Еве и денес, додека уште живеам со вас, се буните против Господа. А како не ќе се буните кога ќе умрам? Соберете ги при мене сите старешини на своите племиња и своите нагледувачи, за да ги речам овие зборови во нивните уши, па да ги земам за сведоци против нив небото и земјата, зашто знам дека по мојата смрт ќе се изопачите и ќе се отклоните од патот што ви го одредив. Несреќа ќе ве најде во идните времиња, кога ќе правите што му е немило на Господа и кога ќе го разневувате со делата на своите раце, а тогаш на ушите на целата израелска заедница Мојсей ги изговори до крај зборовите на оваа песна. Слушајте небеса, сега ќе зборувам, чуј ги земји зборовите на мојата уста. Мојата наука нека дожди како дожд, мојот збор нека паѓа како роса, како дождец по младо зеленило, како пороен дожд по трева, зашто ќе го возвишувам Господовото име, а вие величајте го нашиот Бог. Тој е стена, делото му е совршено, зашто се прави сите негови патишта. Тој е верен Бог и нема неправда, тој е праведен и вистинит. Тие се развратија, нему се синови, туку синовски изроди, изопачен и лукав пород. Така ли му враќаш на Господа, глупав и безумен народе? Не е ли тој твој татко, усвоител, кој те создаде преку кого постоиш? Спомни си за древните народи, разгледај ги годините од век до век, прашај го татка си и ќе те поучи, прашај ги постарите па ќе ти кажат, кога Всевишниот им го делеше наследството на народите, кога ги разместуваше човечките синови, им ги одреди мегите според бројот на Божите синови. Тогаш на Господ му падна неговиот народ, Јаков му беше негово наследство, тој го најде во степска земја, во морничава пустинска пустина, го обкружи, го воспитуваше и го чуваше како зеницата на своето око, како орелот што бдее над гнездото, треперејки над своите орлиња, така тој шири крилја, го зема па го носи на своите перја. Самиот Господ го водеше него, тук Бог немаше со него.
го поведе по височините на земјата, го нахрани со полските плодови, му даде мед од пештера и масло од цврста стена, кравја маст и овчо млеко со мрсно од јагниња, васански овни и јарци со жито како бубрежно сало и го напои со пенливата крв на грозието. Јадеше Јаков и се насити, се згои Есурун, па почна да удира со нозе. Си се здебелил, си се згоил, се салоса. Го заборави Бога кој го создаде и ја презре стената на своето спасение. Со тугите богови го направија ревнив, го разјарија со своите гнасотии. Им жртвуваа на злите духови што не се Бог, на боговите што не ги познаваа порано, на придодениците кои стигнаа скоро и од кои нивните татковци не се плашија. Не се грижиш за стената што те даде на свет, не си спомнуваш веќе за Бог кој те роди. Господ го виде тоа и во својот гнев ги отврли своите синови и ќерки. Ке им го скријам своето лице, рече, и ке видам каков ќе биде нивниот крај, зашто е изопачено тоа колено, синови во кои нема верност. Со ништожен Бог ме потикнаа на ревност, ме разразнија со своите ништожества и јас ќе ги направам нив ревниви, ќе ги овршам со некој глупав народ. Да, пламна пожарот на мојот гнев и ќе гори до гробните длабочини. Ќе ја проголта земјата и сето она што таа го раѓа, и ќе ги изгорам планините до основите. Сите неволи ќе се навалат на нив, своите стрели ќе ги истрошам врз нив, ќе умираат од глад, ќе ги трујат треската и лутиот помор ќе испратам против нив, зверски заби и отров на оние што лазат во правот. Надвор мечот ќе ги погубува децата, а стравот ќе владее внатре, ќе гинат еднакво момче и девојка, доенче и седокос. Старец, реков ќе ги раселам, ќе им го избрижам споменот од помеѓу луѓето, но се боев од непријателското подсмевање, би можеле да им се излажат противниците, па да речат победата е наша, тоа не го изврши Господовата рака, зашто тоа е народ без знаење, нема оструменост во нив, да се мудри веќе и би се досетиле, би разбрале што ги чека. Како може еден да натера 1000 во бегство и двајца да гонат 10.000, ако нивната стена не ги предаде, ако Господ не ги предаде? Но нивната стена не е како нашата стена, нашите непријатели се осудени, зашто нивната лоза е од содомската лоза и од гоморските лозија. Грозието им е отровно грозие, гроздовите им се гроздови на горчина. Нивното вино е змиски отров, жесток јад и лута отровница. Но не е ли тој во мене како скапоценност запечатен во моето сокровиште? Моја е одмазата и наградата во времето кога ќе им се сопне ногата, зашто е близу денот на нивната пропаст, нивната судбина им се доближува брзо. Господ ќе му суди на својот народ, ќе им се смилува на своите слуги, ќе види дека им исчезнува силата, дека им е крај и на робот и на слободниот. Тогаш ќе рече, па каде се нивните богови, каде е стената зад која се засолнуваа? Тие што го јадеа салото на нивните закланици и го пиеа виното на нивните налебници, нека се дигнат и нека ви помогнат, нека ви бидат за солниште. Сега гледате дека единствено јас сум и дека нема друг Бог покрај мене. Јас усмртувам и оживувам, јас удирам и исцелувам и никој не се избавува од мојата рака. Да, јас ја кревам својата рака кон небото и велам да не бидам јас вечно жив ако не го земам судот во своите раце, откако ќе го наоштрам својот блескав меч за да им се одмаздам на своите непријатели, за да им платам на оние кои ме мразат мене. Своите стрели ќе ги испијанам со крв и мојот меч ќе се најаде месо, крв од убиени и заробени, глави од непријателските кнезови. Воскрикнувајте, о небеса, со него обожувајте го, Божји синови, воскрикнувајте племиња со неговиот народ, вознесувајте ја неговата сила, Господови пратеници, зашто ќе ја одмаздам крвта на своите слуги. Со иста мерка ќе им вратам на непријателите, ќе наплати од оние кои го мразат него, ќе ја очисти од грев земјата на својот народ. Дојде Мојсей со Исуса, синот на Авинов, па ги изговори во ушите на народот зборовите на оваа песна. Кога Мојсей им ги изговори сите овие зборови на сиот Израел, им рече: во своите срца позадете ги овие зборови што ги иземам денес за сведоци против вас. Наредете им на своите синови да ги пазат вршејќи ги сите зборови на овој закон. Та тоа не е за вас празно слово, зашто тоа е ваш живот. Заради ова слово ќе живеете долго во земјата што ќе ја земете во собственост откако ќе поминете преку Јордан. Во тој ист ден Господ му рече на Мојсей: искачи се на гората Нево,
во ова римската планина, што е во Моавската земја спроти Ерихон, па разгледаја ханаанската земја што ќе им ја дадам во сопственост на израелевите синови. Потоа умри на гората на која ќе се искачиш и придружи им се на своите предци, како што и твојот брат Арон, кој умре на гората Ор, им беше придружен на своите. А тоа е зашто ме изневеривте среде израелевите синови при Мерива Кадис, при водите во пустината Син, не ја прославивте мојата светост меѓу израелевите синови, затоа само оддалеку ќе ја видиш оваа земја, ама нема да влезеш во неа, во земјата што им ја давам на израелевите синови. Ова е благослов со кој Мојсей, Божиот човек, ги благослови Израелевите синови пред својата смрт. Тој рече: Господ дојде од Синај, се покажа на Сир и заблеска од гората Фаран. Заради нив дојде со десетици илјади свети, десно од него е огнот на законот. Сепак ти ги љубиш народите, сите нивни свети се во твојата рака, припаднаа пред твоите нозе, одеа предводени од тебе. Мојсей ни ги одреди законите, Јакововиот собир му стана негово наследство и беше цар во Есурун кога се собраа народите главатари, кога се соединија Јакововите племиња. Нека живее Рубим и никогаш нека не изумре, нека не биде малуброен. Еве што рече за Јуда: послушај го Господи, јудиниот глас и приведи го кон неговиот народ. Неговите раце нека го бранат правото. Помогни му против неговите непријатели. За Леви реч: дај му ги на Леви твоите урими и твоите тумими на човекот на милоста своја. Кого го испита во Маса, со кого се препираче при Мериските води, за својот татко и за мајката тој рече: не ги видов, не ги познава своите браќа, ниту се обрнува на своите деца, зашто тој го исполнуваше и го пазеше твојот завет. Тој го учи Јакова на твоите одредби и Израел на твојот закон. Тој става темјан пред тебе и ти положува паленица на жртвеникот. О Господи, благослови му силата, прими го милостиво делото на неговите раце. Скрши ги бедрата на неговите непријатели, неговите мразачи веќе нека не станат. За Венијамин рече: тој е Господов љубимец и секогаш почива во мир. Севишниот го штити во сите негови денови, живее меѓу неговите рамена. За Јосифа рече: Господ му ја благослови земјата, неговото е најдобро од она што го дава небеската роса и што се крие долу во бездните. Најдоброто од она што го дава сонцето и што носи младата месечина, првините од древните планини и најдоброто од вечните брегови. Најдобриот род на земјата и се што е на неа, и милоста на оној кој се јави во капината. Се тоа нека дојде на Јосифовата глава, на темето посветено меѓу сите брќа. Тој е величествен како првенецот на јунецот, роговите му се биволски рогови. Со нив тој ги боде народите се до земните краишта, такви се мноштвата на Ефрем, такви се илјаниците на Манасии. За Заволон рече: среќен да си, Заволоне, во походите, и ти, Исахаре, во своите шатори, на гората каде доаѓаат повиканите народи, тие принесуваат законска жртва, зашто копнеат за богатството на морето и за сокровиштата скриени во песокот. За Гад рече: нека биде благословен кој ќе го расшири Гад. Тој почива како лавица, откако ја раскина мишката и главата, тогаш си ги додели првините за себе, зашто забележа дека му е запасен главатарскиот дел. Тој дојде на челото на својот народ и ја изврши Господовата правда и неговите одлуки со Израел. За Дан рече: Дан е лавте што скока од Васан. За Нефталим рече: Нефталим заситен со милости, исполнет со Господовиот благослов. Морето и југот се негова сопственост. За Асир рече: благословен да е Асир меѓу синовите, нека биде воздигнат меѓу своите браќа и нека ги натопува своите нозе во масло. Нека ти бидат обувките од железо и бронза, и мирот нека ти трае колку и животот. Никој не е како Есуруновиот Бог кој се принесува на помош по небесата и по облаците во своето величество. Вечниот Бог е твое засолниште и под тебе се вечните мишки, ги гони непријателите пред тебе. Тој извикнува: уништи Израел, живее во безопасност, а Јакововиот извор во земјата на житото и виното, каде небесата дождат со роса. Блазети Израелу, кој народ Господ го заштитува како тебе. Тој е твој штит и твој славодобивачки меч. Непријателите ќе ти се покорат и ти ќе им газиш по високите места. Потоа Мојсей отиде од Моавските полиња на гората Нево, на врвот Фазга спроти Ерихон, каде што Господ му ја покажа целата земја, од Галат до Дан, сиот Нефталим, Ефремов и Манасиев крај, сета Јудина, покрајина, до Сапанното море. Потоа Негев, подрачето на Ерихонската долина, градот на палмите, до Сигор. Потоа Господ му рече на Мојсей: ова е земјата за која им се заколнав на Аврам, Исак и Јаков, дека ќе му ја дадам на твоето потомство. Дозволив да ја видиш со своите очи, но ти нема да поминеш онаму. И Мојсей, Господовиот слуга, почина таму во
Моавската земја по Господовата заповед. И тој го покрева во долина во земјата спротив Вет Фегор. До денешен ден никој не научи за неговиот гроб. Мојсей беше 120 години кога умре. Окото не му ослабе, ниту му попушти силата. Израелците го оплачуваа Мојсей во Моавските полиња 30 денови. Потоа поминаа и деновите на плачењето, на тажењето за Мојсей. А Исус, синот Навинов, беше исполнен со дух на мудрост, зашто Мојсей ги имаше положено своите раце на него. Израелците го слушаа него и правеа како што Господ му нареди на Мојсей. Не се појави веќе пророк во Израел еднаков на Мојсей. Господ го познаваше него лице в лице, според сите оние знаци и чудеса во египетската земја за кои Господ го праќаше да ги прави врз фараонот, врз сите негови службеници и врз целата негова земја, според онаа негова силна рака и според сите оние големи засражувачки дела кои ги направи пред очите на целиот Израел.